себе на Крушевската република, на Гоцеделчев питу були, да ме Груев Сандански, на Гоцеделчев питу були, да ме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови весници. Македония слободна, слободно живе. Македония слободна, слободно живе. Вечно Македонија. Благодарност за Серафина Фантаусо. А сега, почитувани пријатели, дозволите ми уште еднаш да ве поздравам и да ви посакам топло добре дојде на Свечената академија по повод Меѓународната недела на сестринството, која што оваа година се одржува под интернационалното мото "Нашите сестри, наша иднина". 6-та година поред вашето присуство и вашите професионални заложби значат додадена вредност и поддршка за хуманоста. Драго ми е навистина што и овој пат ви има во голем број, впрочем како што е и сестринската фела во нашата земја. Голема и сплотена. Денес го празнуваме денот на сестрите ширум светот. Го славиме името на Мајка Тереза, на Флоренс Најтингейл, на Славјанка Влахчева и на сите оние познати и безимени, запаметени и подзаборавени, воспеани во песни и стихови, овековечени на малите и на големите екрани, насликани на платната на некогашните големи уметници или едноставно ликови и лица кои се огледуваат во очите и остануваат во срцата и спомените на пациентите. Започнувајќи од 5 мај, денот на акушерките, па се до 12 мај, денот на медицинските сестри, ви одаваме почит токму вам. Токму вам и на вашето дело, на вашиот исклучителен и немерлив влог за хуманоста и за севкупниот придонес во сегашноста и иднината на светот. Ви благодариме за тоа. А сега дозволите ми, нели како што е редот, велат ништо без пријателите во животот, да им се заблагодариме на нашите исклучително важни пријатели за соработката, за поддршката на активностите на Унијата низ годините наназад. Се надам дека нема да заборавиме никого, а ќе ми простите што секој од вас нема да може да ги кажам по име и по презиме. Меѓутоа, најпрво огромна благодарност за Министерството за здравство, за доктор Злате Мехмедовиќ, потпарол на Комисијата за заразни болести, за Министерството за образование, за доктор Сонја Славковиќ, представник од секторот за образование, здравствени програми при Министерството за образование и наука, за професор доктор Киро Ивановски, деканот на стоматолошкиот факултет, за професор доктор Ленча Алексовска Величкова, деканка на факултетот за физичка култура, за доктор Мерхал Исмаили, директор на Агенцијата за акредитација за здравствени установи, професор доктор Ирена Минева, подполковник и командант на војниот медицински центар. Се разбира благодарност и за воено-медицинскиот центар, за фондацијата Димитар Крстевски од Битола, за господја Савка Тодоровска од Националниот совет на родова еднаквост, за Институтот за јавно здравје, за Центарот за јавно здравје, благодарност за Сдруженијата на пациенти, Нефрон, Раст, Хема, Лука, Сојуз на Сдруженијата на диабетичари и така натаму.
за Светската здравствена организација, за представниците на УНИЦЕФ, за директорите на здравствените установи, за Општата болница Струмица, за Здравствениот дом од Неготино, за Институтот за физикална медицина и рехабилитација, за Здравствениот дом Железничар од Скопје, за представниците од инфективната клиника, Градската општа болница 8 септември, за Хоспитал Тетово, за Ачибадем Систина, за Систина офталмологија, за Општата болница Кочани, Општата болница Куманово, Прилеп, Идната медицинска помош од Скопје, за поликлиника Каркош, за поликлиника Ченто, поликлиника Јане Сандаски, поликлиника Ѓорче Петров. Делува многу, ама знам дека има по некој од вас од сите овие институции што ги прочитав. И дозволите ми само уште малку да продолжам. За представниците од Високата медицинска школа во Битола, за Средното медицинско училиште Панче Караѓозов, за Приватното медицинско училиште Свети Лука, за Македонската православна црква, за Католичката црква Срце Исусово, за Исламската верска заедница, за Самостојниот синдикат за здравство и фармација, за професор Ленче Мирчевска од Медицинското училиште и факултет, за Слави и за Маријан со нивниот тим на Панацеа, за сите представници од концесионерските амбуланти во Скопје и Македонија. Сестра Гордана, морам да продолжам понатаму, има уште. За представниците на сите оние кои помагаа за овој настан, за Септима со фирмите Керки, за D&D Commerce, за Винер, за Автомакедонија, за Стоби Винарија, за Ачибадем Систина и Магрони, за представниците на сите професионални здруженија од сродни струки, лаборанти, физиотерапевти и рентген технолози и се разбира благодарност за Министерството за одбрана и Домот на армијата на Република Македонија. Ја слушнавте сестра Гордана кога рече продолжи, тоа се наши. Сите се наши тоа луѓе. Така е, сестра Гордана. Со огромна чест и задоволство, драги пријатели, сега ви го најавувам поздравното видео од председателот на нашата земја, господинот Стево Пендаровски, кој традиционално испраќа честитка и поддршка за денот на медицинската сестра до Унијата и сите нејзини членови. Почитувани медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри. Дозволите најпрво да ви го честитам Меѓународниот ден на медицинските сестри, 12 мај. Чест ми е што можам да ве поздравам преку ова видео обраќање во рамките на вашата свечена академија по повод денот на медицинските сестри. Вие сте виталната сила на нашето здравство, секогаш посветени на пациентите и на спасувањето на нивните животи и зачувување на нивното здравје. Неодамна од Светската здравствена организација беше и официјално прогласен крај на пандемијата на COVID-19, која однесе многу животи, вклучително и на многу наши сограѓани, меѓу кои и ваши колешки медицински сестри. Вие бевте најизложени на вирусот, но останавте професионални, пожртвувани, хумани и солидарни, не штедејќи го своето здравје и своите животи. Затоа најголемо благодарам до сите здравствени работници и вечна слава на сите кои прерано не напуштија. Драги пријателки и пријатели, сакам да искористам оваа можност и да им честитам на добитниците на признанијата за најхумани сестри во минатата година. Исто така честитки и до Унијата на Сдруженија на медицински сестри, предводена од Сдруженијето за медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас, Скопје, за сета досегашна активност и ангажман. Вие се залагате за унапредување на положбата на сестрите и акушерките на нивното работно место и постојано барате решенија со кои ќе се подобри квалитетот на негата на пациентите и со кои ќе се потенцира важноста за нашето здравство на сестрите, акушерките и студентите по сестринство. Ги повикувам сите надлежни институции да ги поддржат вашите напори и заедно да работиме на подобрување на нашиот здравствен систем и за пациентите и за здравствените работници. Не можеме да зборуваме за просперитетна држава без квалитетна здравствена заштита и унапредување на здравствениот систем преку инвестиции во техника, опрема, објекти, но пред се во човечките ресурси.
На крајот би сакал да ви посакам радост, среќа и успех на личен и на професионален план. Благодарност за поддршката и видеопораката на господинот Стево Пендаровски, председател на Република Северна Македонија. Унијата на здруженија, предводени од Здруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас, за 6 години успеа да сплоти над 6000 членови. И денес токму во нивна чест е и оваа свечена академија, каде што покрај другото одаваме признание и на луѓето кои се најзаслужни за афирмирање, развој и сплотување на сестринството во нашата земја. По тој повод ве поканувам заедно да го погледнеме следно во видео, во кое само накратко го премостуваме времето и се подсетуваме на развојот на Унијата од 2017 година па се до ден денес. Здруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас официјално се оформи на 12 мај 2017 година во големата киносала на градската општа болница 8 септември во Скопје. Главната интенција на Здруженијето до ден денес е конечно во нашата земја да се вреднуваат вистинските вредности на сестринството со една единствена цел – сплотување на сите здруженија во една комора. Истата година се формира и Унијата на здруженија, каде за председател беше предложена и едногласно изгласана сестра Гордана Бешлиовска. Во годините кои следеа, Унијата, предводена од Здруженијето за нас, своите активности ги насочи кон афирмирање на гласот на сестринската професија и изнаоѓање соодветен начин да се кажат, но и да се решат тековните проблематики со кои се соочуваа. Патот е трнлив и нималку лесен, но мотивот од над 6000 членови во Унијата, кои ги имаа своите видици за својата професија, преточени во закон и комора, даваа сила да се издржат сите препреки. Не изостануваа ниту пак соработките со сланатите граѓански здруженија, по пат на меморандуми, кои ја дополнуваа и другата страна, онаа на која во иднина би требало да се насочат – едукација и унапредување на квалитетот на услугите. Свесни за хуманоста, која е главен двигател на оваа професија, Извршниот одбор на Здруженијето за нас во 2018 година за прв пат одлучи да додели плакети за најхуманите медицински сестри. До ден денес тој е неизоставен дел од свечените настани, каде во чест на меѓународната недела на сестринството се одава почит и кон оние кои во текот на своето работење успееле да дадат особен придонес кон сестринската професија во нашата земја. Конгреси, симпозиуми, работилници, настаните не престануваат. Унијата секојдневно се обидува да одговори на сите полиња, не заборавајќи го најважното, дека се уште примарната цел е да се подигне достоинството на медицинската сестра со формирање на законот и комората. Но гласот што води никако не стивнува. Тој е тука за да реагира на секоја неправда, но и да го награди секое добро дело. И во најтешките моменти, во екот на пандемијата, Унијата, предводена од Здруженијето за нас, се обидуваше преку донации и едукации да најде начини да помогне на сестринството. Јас сум ти, ти си јас. Слоганот и поздравот меѓу медицинските сестри кои ден денес одекнува дека само единството и сплотеноста може да не однесат до целта. Тие се првиот и честопати последниот допир за некого. Тие не бараат пофалби и не чекаат признанија. Непоколебливо и покрај се продолжуваат со својата неверојатна работа. Внесуваат нов живот во нашиот свет. Со својата работа демонстрираат една и единствена вистина, дека покрај сите лекови и напредок на модерната медицина, човечкиот допир
и акт на љубезност се лекот кој ги менува животите. Таквата промена го менува и светот на подобро. Таквата промена мора да го промени светот на подобро и за нас. Ова е наше време, за да дојдат подобри времиња. И навистина, токму така. Времиња и спомени, лица и дела. Од 2021 година, сестринството во нашата земја доби и своја сестринска заклетва. Ќе замолам дипломираната медицинска сестра Снежана Беговска од јавната здравствена установа Градска општа болница 8 септември да истапи на сцената и заедно со неа да се подсетиме на моќните зборови кои што обврзуваат и вдахновуваат. Свечено се обврзувам пред Бог и пред сите присутни, дека ќе го поминам целиот свој живот во морална чистота и дека посветено ќе работам својата професија. Ќе се воздржувам од било какви неконтролирани постапки со пациентите и свесно нема да применам лек кој може на било каков начин некому да наштети. Се што е во моја моќ ќе направам да го подобрам нивото на својата професија и ќе ги чувам во тајност сите информации кои ги имам дознаено и сите доверливи информации со кои се здобивам при работење на мојата професија. Со потполна лојалност ќе им помагам на докторите во нивната работа и посветено ќе ги обавувам сите работи околу болните. Благодарност за сестра Снежана Беговска. И најтешките работи во животот се двојно болесни ако ги делите со блиските или ако ги скомбинирате, например, со музика. Неговите песни го одбележуваат животот на различни генерации, затоа што во секој негов стих можете да препознаете и дел од својата животна приказна. Дами и господа, поздравете го нашиот пријател Ристо Самарџиев. Ристо е човек кој сака секогаш да пее во живо. Така што... Карлина, пред ваква публика, да. Имам еден роден брат и многу сестри. Најнапред да кажам дека навистина ми е чест и да изразам една голема благодарност што еве и оваа година ми укажувате можност да можам вака да ви се заблагодарам за се што правите за нас, за се што правите за пациентите, за се што правите за докторите. Уште од оние времења кога со газиена лампа се бдеело над оние унесреќените и болните, па до овие денешни времења. Благодарност до небо. Мојата благодарност во овој миг ќе ја изразам со една песна. За вас една бела песна. Може и Рита, може. Може нека да се запееме заедно. Ej, mome, ej, devojče, sev do prva rosno kokiče, koji sokak pominuvaš, koji konak nokma minuvaš, da li pomniš da me sonuvaš, da li me moje spomnuvaš, ili ljubiš i se daruvaš za ime i za taj prešuvaš. Ej,
draga, bela prašina, bela zima, bela belina, bela preporta pomina i na nedovi bezamina. Jaz poglede vakem u svega, jako osmo zima belena, devet pesmi bel moj kade, kade, libe kade, dojdi mi podaj rata i ne porubaj, pušne me samo domogaj. Dojdi mi podaj rata i ne porubaj, pušne me samo ti. Beli oči, beli zenici, luge greški, slučki pogrešni, jedan svet za mnogu istini, mnogu pesmi, malku pričini, more narod sade tišini. Srce čuka, oči kopneja, da mi te vidat, da mi te donesam. A bela čuma ić ne ostala, nitu moli, nitu prostuva. Emo me, devoče, sve do prva rosno kokiće. Jedan lek samo lekuva, koji što silno veruva. Drni poletaj bez straha, ljubav ta je spas. Dojdi mi podaj rata i ne porubaj, pušni me i samo odmoluvaj. Dojdi mi podaj rata i ne porubaj, pušni me i samo ti. What's on over? What's on over? Слави се честити деновите и неделата на сестринството, да сте живи и здрави. Благодарам. Култната numera naslovena kako Bela na Risto Samardžijev. A сега, почитувани дами и господа, драги гости, дозволите ми на сцената да го поканам доктор Злата Мехмедович, координатор на надзорниот одбор за реформи во примарната здравствена грижа, како и координатор за процесот на дигитализација во здравството при Министерството за здравство и национален фокал поинт за примарна здравствена заштита на Светската здравствена организација. Господин Мехмедович, повелете. Почитувани колеги, почитувана председателка на Унијата, почитувани пријатели, почитувани познаници, можам да ви кажам дека бев навистина пријатно изненаден кога вашата председателка ме покани да бидам говорник токму денес, кога е овој голем и важен ден за сите вас, за сите нас, а тоа е денот, меѓународниот ден на сестринството. И воедно би сакал да кажам дека вие сте првите на кои што денес, на било кој начин им го честитам овој голем ден,
да беше жива мојата мајка, која што беше медицинска сестра во идната медицинска помош, веројатно дека таа ќе беше пред вас, меѓутоа со оглед на тоа што од 2015 година веќе не е со нас. Дозволете таа срдечна од срце честитка да ви упутам токму вас. Кога ме покани Гордана да зборувам на овој ден, ми кажа дека би сакала да зборувам од срце, да не биде тоа еден формален говор кој што ќе биде ставен во некакви рамки, во некакви протоколи, во некакви урнеци кои што обично постојат за вакви протоколарни говорења. И јас со задоволство ќе одговорам на тоа. Имаат англичаните еден многу убав термин, велат дека некои работи ги учите при срце или you learn by heart. Така да ја денес, како што гледате, не понесов никакви листови со мене и она што ќе ви го кажам, навистина го говорам од моето срце, мислејќи на сите вас. Живееме во свет кога имаме многу различности и често пати за различностите говориме како за нешто што треба да не разделува. Различни сме по секакви основи, различни сме по националност, различни сме по вера, различни сме по професија, по социјален статус, по политички убедувања и така натаму. Меѓутоа, во време кога живееме во такви различности, веројатно дека треба да направиме нешто за различностите, да ги ставиме во позиција да ни бидат од корист, односно да ги употребиме како наша сила, а не како наша слабост. Токму тие различности, кои што се помеѓу нас, може да ни покажат дека постои повеќе од еден начин, проблемите со кои што се соочуваме денес да ги решиме. Знам дека основната идеја на постоењето на Унијата е да зближува, да направи една комора во која што сите вие ќе бидете заедно, ќе работите заедно, стварувајќи ја својата цел, да имате подобро сестринство кое што ќе им го дадете на нашите граѓани. И тоа е одлично. Меѓутоа, за да стигнете до таму, дозволете ми да кажам нешто повеќе од она што имав можност во текот на изминатите години да го научам, нешто што беше позади завесата, нешто што не можевте да го видите, иако често пати ме гледавте на телевизиските екрани и по било какви други гостувања по емисии. Како портпарол на Комисијата за заразни болести беа тешки времиња во кои што се боревме со тешка болест која што однесе многу жртви. Најголемиот товар падна на сестрите во тој момент. Меѓутоа, како што кажа, во тој изминат период, ја успеав да издвојам дел од своето време за да научам некои други работи кои што денеска сакам да ги поделам со вас. Во текот на изминатата година имав можност да завршам две високи школи кои што се за лидерство. Едната е на престижната школа во Сингапур, која што е прва рангирана во Азија, шеста во светот, а втората е во школата во Институтот за јавно здравје или Институтот Супериоре ди Санитаво Рим, која што има добиено 5 лауреати за Нобелова награда. На двете школи научив дека лидерството е една од најважните работи која што недостасува денес во модерниот свет. И ако навистина сакаме да ги поправиме работите, потребно е секој од нас да почне да работи на себе, да биде лидер, кој што ќе создаде визија и ќе води по пат на решавање на проблемите со кои што се соочуваме. И тоа нема да биде едноставно. Ако сакате да ви го кажем идеалниот пример за лидер, тоа ни во една книга нема да го сретнете. Дури ни ја не го научив. Значи, да бидете лидер не значи само да бидете храбар. Веројатно така сите прво го замислуваме лидерот, дека лидерот е оној кој што е првиот во битката, врз кој што паѓаат сите стрели, врз кој што удираат сите мечеви, но всушност да се биде храбар и да се биде прв не е доволно. Има уште една многу поважна работа, а тоа е да ги обедините луѓето или да ги доближите луѓето едни до други. Кога ќе го направите тоа и кога ќе ги доближите луѓето едни до други, тогаш ќе бидете вистински лидери и тогаш и вие и Унијата ќе успеете да го имате сплотеното здружение кое што ние, односно вие го гледате како комора на сестрите, комора на техничарите, комора на стоматолошките сестри, комора на акушерите. Зборуваме за професија која што и денес и во иднина е многу важна. Зборуваме за професија која што само во нашиот
град во нашата земја, обединува повеќе од половината од сите здравствени работници. Статистички пресметано 8 допири, 8 контакти во секоја здравствена установа се должат на сестрата, само 2 на лекарот. И тоа само покажува колку навистина е важна вашата професија и колку навистина ние како доктори ја цениме. И ќе ми дозволите да завршам со уште една лична порака која што е поврзана повторно со мојата мајка. Ова не сум го споделил никогаш до сега. Мојата мајка имаше желба нејзиниот син да стане доктор. Беше медицинска сестра која што, како кажав, работеше во итната медицинска помош, и кога било кој дома од нас ќе се разболеше или од комшиите во зградата во која што живеевме ќе се разболеша, прво ја викаа Неиза, за да ги реши проблемите и на нашите пријатели и кај нас дома. Нејзиниот син стана доктор. Меѓутоа, никогаш не станав толку добар вршејќи ја негата во здравството и помагајќи им на луѓето како што она тоа го правеше. Така да уште еднаш во моје име. Уште еднаш од моје име дозволете да ви го честитам овој голем и убав ден и ви посакувам многу среќа и успехови. Благодарност за доктор Злате Мехмедовиќ. Искрени зборови кои ги допираат срцата. А сега ве молам еден огромен аплауз за еднината на нашиот здравствен систем, за сите овие прекрасни млади луѓе овде. Кои еден ден, нели, ќе станат и медицински техничари, ќе станат лекари, ќе се грижат и ќе лекуваат не само со лекот, туку и со допирот, како што пред малку рече доктор Мехмедовиќ. Се разбира и еден аплауз за Цветин. Видите како Цветин тихко си работи, ета, и јадниците негови цветови на крајот ќе отидат во рацете на нашите најхумани сестри. Дозволите ми сега на сцената да ја поканам и доктор Сонја Славковиќ. Дамата која што ќе ви се обрати со својот поздравен говор, доктор Сонја Славковиќ е представник од Министерството за образование. Повелете. Добар ден до сите присутни, и јас еве неформално, исто како и мојот претходник говорник, по напатствие на нашата домакинка, односно таа што не покани на овој ваш настан, односно наш заеднички настан, да ви го честитам денот, неделата на сестринството, но можеме да кажеме дека изминатите години беа години каде што сестрата играше клучна улога во нашиот систем. Живееме во сложено време, во време на рецесија, во глобална криза, како економска, така и здравствена. Јас како представник на образовниот систем на Република Македонија го стресирам проблемот со образованието на медицинската сестра и на сите здравствени работници од средношколски, да кажеме, односно со 4-годишно образование, и се надевам дека соработката на нашата институција, институцијата, односно Сдруженијето, ќе продолжи во имплементација на новите наставни програми, бидејќи имаме една заедничка цел. Сите овие деца во бела униформа да останат, се надеваме, во нашата држава, во нашиот здравствен систем, бидејќи миграцијата можеби не можеме да ја спречиме во целост, но се надеваме со нови модуларни програми, со нови услови на работа на медицинската сестра, со нови признанија на незиното занимање, професија и незините квалификации, односно незината улога во здравствениот систем, да не зборувам за финансиски надомест и слично, ќе успееме да ги задржиме во нашиот систем, односно во нашата држава. Уште еднашка морам да ја потенцирам заслугата на сите медицински сестри во образованието на учениците во медицинските училишта, бидејќи без нивна своественна поддршка
нашите ученици покрај тоа што имаат теоретска настава и практична настава во самите училишта во државава, без практичната настава, односно учењето преку работа во самите болници, здравствени установи и слично, не би можеле да придонесат да имаме квалитетен здравствен кадар со кратко време на воведување во работата, односно успешни медицински сестри од највисок тип барани секаде во светот, не само кај нас. Ви благодарам и посакувам убава недела. Ви благодариме, доктор Славковиќ. А унијата на здруженија, предводени од Здруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас, изминативе години потикна многу теми од исклучителна важност за севкупниот напредок на сестринската професија. Се разбира, од некаде мора да се започне. А тоа се прави на многу искрен и транспарентен начин. Борбено и незапирливо до денес. Ве молам за еден голем аплауз за сестра Гордана Бешлиовска, еден од иницијаторите за востановување и председател на Унијата и Здруженијето за нас. Што да кажам, вие сте мојата инспирација и мојот стимул за се ова ние што го работиме во Унијата и во Здруженијето. И јас искрено за сето ова ви благодарам. Дојдете позади мене, младите. Придружите се позади мене да видите како изгледа да застанете наспрем сестрите и наспрем овие успешни медицински сестри. Немој да мислите дека е лесно. Би сакала извршниот одбор да дојде овде со мене, бидејќи јас никаде и ништо не сум без сите кои што помагаат и кои што се даваат безусловно во сите овие наши активности кои што имаме. Данче, Ленче, Иле, Снеже, Ноне, Камиде, Камдие, сите медицински сестри. Ви благодарам на сите вас за целокупната подршка. Ви благодарам за се што направивте во единството во сите овие години од како се формиравме во Унијата и во Здруженијето. Мислам дека многу пати си го славевме името низ многу слогани. Здруженијето многу пати ви направи толку многу стимул за да се чувствувате убаво и да ги надминеме оние 4N неплатени, непризнаени, непрепознаени, незадоволни од општествениот статус. Секогаш порачувавме, почнавме со ние не сме ангели, туку сме втората најубава работа после ангелите. Продолживме со ние сме гласот на медицинските сестри и го подигаме толку високо и бележиме толку многу успеси и покрај тоа што сме на прагот на донесувањето на Законот за здравствена заштита. Многу пати ви упатив толку многу епитети за да се почувствувате достоинствено во професијата и рековме дека бидејќи сме претежно женска професија, да не ми забележат колегите, дека ако една жена е убава сите ќе ја гледаат, ако е добра ќе ја почитуваат, ако е умна ќе ја слушаат, а ако е сите три, таа е медицинска сестра. Постојано го поздравувам божественото во медицинските сестри и на последните неколку симпозиуми кои што ги имавме минатиот месец ми придоа две медицински сестри непосредно сега во прилеп на симпозиумот и ме прашаа: сестра Гордана, кога го поздравувате во нас божественото, што сакате да ни кажете со тоа? Сакам да ви кажам дека кога Бог се сокрил во човечкото срце за никој да не го види, го прашале: успеа ли Боже да се сокриеш? Успеав, рекол кај многу луѓе, ама кај медицинските сестри не, таму пациентите секогаш ме гледаат. Тоа е божественото во нашата професија и тоа е призивот поради кој ние станавме сестри. Овие се нештата кои што треба кога ви е тешко на работа да се подсетувате зошто ние впрочем станавме медицински сестри. И секогаш нашата емпатија на работа никогаш не можеме да ја научиме никаде во училиштата. Ниту еден професор нас не може да не научи
како ние да се чувствуваме, бидејќи ние сме тромењето на, како да кажам, болката, тагата и радоста. Само ние знаеме во болничките ходници како се справуваме со сето тоа и со пациентите. И таму во болничките ходници ние се броиме само врз основа на бројот на пациентите, врз основа на креветната зафатнина и врз основа на бројот на лекарите. Никако не се броиме по национална основа и по политичка реторика. Затоа ве молам да бидете единствени, да се сакате и да се почитувате и сите проблеми да не бидат заеднички. Кога ќе бараме унифициран договор за сестрите од приватното, сите да го бараме. Кога ќе го креваме гласот за коефициентите на сестрите со средна стручна спрема, сите заедно да го бараме коефициентот. Кога ќе го бараме признавањето на високите школи, сите заедно да бараме да бидеме препознаени и на специјалистичките студии. Кога ќе бараме да влеземе во образовниот процес, сите заедно да бараме и да се почитуваме меѓусебно, да бидеме секогаш едни до други. Ви посакувам успешна и среќна недела и сакам да ви кажам дека се чувствувам навистина многу возбудено и понекогаш така споделувам со вас, а и сега нема да ми замерите за пристрасноста, вака бев возбудена кога прв пат го запознав мажот ми. А приближно бев среќна како кога два пати станав мајка. А колку сум горда, немам зборови да ви кажам во овој момент, бидејќи мислам дека имаме такви сестри и дека сме толку благородни и добри да ништо не ни недостасува за да бидеме единствени. Сакам во овој момент да ги поздравиме сите наши колешки кои што се во моментот на работните места, меѓутоа ние имаме интернет конекција и одиме лайв стрим и сите они можат доколку се во можност да не гледаат. И сакам да споделиме сите еден поздрав до нашите колешки кои што сега во Украина можеби и гинат и се борат за животите таму на нивните пациенти. Со нашето влегување во Балканската асоциација, каде што се ставивме во редот со сите професионални здруженија во регионот, испративме и побаравме од нашите колеги во Турција после земјотресот да им помогнеме со се што можеме. Испраќам честитка и до нив преку сите нас и ние тоа го направивме електронски и го честитавме денот, бидејќи ним им се струшија болниците, им се струшија школите и само тие знаат како сега и на каков начин ја пружаат здравствената нега. Би сакала да бидеме во мислите и со нив во оваа недела на сестринството. Не би сакала повеќе да должам, многу убаво на почетокот кажа Каролина и така кажувам секогаш, сестрите го носат сонцето со себе. Вие не го барате сонцето, вие го носите сонцето. Вие сте безусловната љубов према пациентите, а безусловната љубов е единствено мајчинската љубов. Значи, како што кажувам, ние сме професионални мајки. Тоа е она кое што не краси, емпатијата, да гледаме со очите на пациентот, да чувствуваме со срцето на пациентот. Такви сме, колку и да сме незадоволни, ние на работните места сме достоинствени на униформата, бидејќи задолжувањата ни се до небо, наспрам пациентите, суштината на нашето постоење. Сите меморандуми што ги подпишавме со Сдруженијата на пациентите одат во смер на наша соработка со нив, на сите календарски нивни настани. Тие со нас, ние со нив. Ние постоиме за нив, нашата суштина, нашето постоење се тие. Ние сме промоторите на здравјето. Ние сме унапредувачите на здравјето, ние сме тие кои што ги превенираме болестите, ние сме тие кои што ги рехабилитираме болните и им ги олеснуваме маките во последните денови во животот. Ви посакувам убав ден, ви посакувам убав помен, да се дружиме, да се сакаме, да се почитуваме, да го подигаме гласот. Представниците од синдикатот се тука да им кажеме не сме задоволни со последното покачување. Бараме поголеми покачувања на платите, бараме коефициенти во колективните договори, не така тие се наши соработници, ние преку нив ги постигаме нашите барања, немаме комора, просиндикално се однесуваме, секогаш сме слушнати од нив, се борат, верувајте, меѓутоа и на нив им е многу тешко. Немој да мислите дека е многу лесно да се издействуваат туку така 78%, значи полесно е 9,8 за разлика од 78. Меѓутоа, мора да бидеме трпеливи уште малку и доколку не успееме вака гласно да зборуваме, значи ние имаме начин, ќе ги побелиме и ќе ги посилиме улиците и ќе кажеме дека не ни е доволно и бараме да бидеме платени според нашите одговорности. На нас тоа ни фали во овој момент. Ви благодарам многу и благодарам на моите од извршниот одбор, на сите вас, на организацијскиот одбор,
Благодарам на сите наши пријатели, доктори на здруженијата. Ви благодарам што сте медицински сестри. Фала му и слава му на Бога па што сме во оваа професија. Фала ви. Ако аплаузот е израз на поддршка и верба, тогаш и вековна е мудроста дека на доброто со добро се враќа или барем треба да се врати. Со почит кон секого и достоинствено свесни за собствените вредности и улоги во општеството. Дозволете ми сега да ви ја најавам нашата следна гостинка. Таа е дама, мајка, пејач, но пред се почитувач и афирматор на непроценливите вредности на македонската музичка традиција. Славеј пиле, славеј грло, Елена Антоновска. Slave
Благодарам многу. Благодарам од срце за поканата да бидам дел од овој убав настан. И благодарам за можноста да се искажам на единствениот начин на кој што јас можам, а тоа е со песна. Вела дека песната е лек за душата, песната го лекува срцето, па јас само со песна можам да дадам еден мал допринос во вашата благородна мисија. Од срце ви посакувам многу успех. Бидете здрави и живи. Елена Антоновска и незината прекрасна песна запеала Славе Пиле. Постоењето на здружение кое вистински ќе се грижи и ќе ги штити интересите на сестринството е од особено значење за сите сестри и за медицинските техничари воопшто, но е од особена важност и за корисниците на здравствените услуги, пациентите и воопшто јавноста, во чии што очи се мери и одмерува нечија вредност. Вредноста на еден човечки живот, велат, се мерела не по должината, туку по длабочината на трагата која што тој човечки живот ја остава врз животите на оние другите луѓе околу себе. Вредноста на сестринството е токму во таквата трага оставена врз животот на луѓето, на секој од нас без исклучок. Од самиот почеток, зошто се започнува со првиот здив. Дозволите ми да ја поканам за поздравен говор медицинската сестра, акушерка Магдалена Киш од Ачи Баден Систина. Добар ден до сите присутни. Благодарам на поканата. Инаку јас сум Маргарита Киш, акушерка. Би сакала да ви ја честитам меѓународната недела на сестринството и посакувам да не биде само една недела во годината. За сите вас кои на вашите работни места во дел од 5 минути во една болничка соба сте само рамо за плачење и утеха, а потоа во друга болничка соба причина за насмевка и носител на убава вест, треба многу повеќе. На 5 мај беше одбележан и светскиот ден на акушерките. Би рекла дека во приказните за кој ги носи бебињата на овој свет, ние би биле штрковите. Нашата болница на свет има донесено повеќе од 20.000 бебиња, но ако сега сите присутни овдека ги собереме своите бројки, таа бројка би била огромна. Го славиме трудот со кој акушерките неуморно внесуваат нов живот во светот и даваат поддршка на родилките на денот во кој се трансформира цел нивен живот. Нема зборови со кои може да се објасни чувството кога сте дел од првиот плач и издив на новото бебе и првата солза радосница на новата мајка. Велат дека една акушерка треба да биде емоционално и ментално силна, да биде трпелива и полна со разбирање. Значи, таа не е само обичен медицински професионалец, таа е едукатор, бидејќи дава одговор на прашања. Станува најдобра другарка или заменска мајка и подава рака кога најмногу боли. Многу често дава и поддршка на исплашениот нов татко и со насмевка и сигурност кој дава бебето во неговите раце. Нема побава слика од туку-што формирано семејство, сите заедно, среќни и задоволни. Како мајка ви благодарам што постоите, а постоите од раѓањето на првиот човек. Улогата на акушерката се трансформира низ историјата, но незината улога е незаменлива. Се надевам дека новите генерации ќе се заљубат во својата професија, а ние веќе искусните да им помогнеме да го споделиме своето искуство и да ги научиме на вистинските вредности на еден здравствен работник. Се надевам дека државата поскоро ќе ја види потребата од промена во едукацијата, повеќе пракса и запознавање со работата на терен и начин со кој ќе се задржи квалитетен здравствен работник. Се надевам дека ваквите моменти ќе ни бидат почести и со се повеќе присутни. Уште еднаш да го честитам денот на медицинските сестри и денот на акушерките. Ви благодарам. Благодарност за сестра Маргарита Киш. Тоа е разликата помеѓу нас обичните и вас, медицинските сестри, медицинските техничари. Нам може и да не се прости грешката, ама вие не правите грешки. И ви благодариме за тоа.
Кон крајот на месец март, Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас и официјално стана член на Балканската асоциација на медицински сестри БАМС. Ова секако е голем успех за современото сестринство и голем исчекор на патот за ЕУ, каде што професијата на медицинските сестри е една од 6 регулирани професии со европска директива. Во знак на соработка и поддршка на Унијата, председателите на Балканската асоциација на медицински сестри упатија честитки за неделата на сестринството и да поканувам да го погледнеме видеото заедно. Poštovane koleginice i kolege Balkanske regije, želim vam srećan 12. maj, Međunarodni dan sestara. Naša profesija sama po sebi donosi brojne izazove. Ja vam od srca želim da svaki izazov koji je pred vama uspešno savladate, nesebično deleći sve ono što ste kroz obrazovanje, ali i celoživotno učenje stekli. Čuveni Henry Ford davno izjavio da je zbližavanje početak, da je ostajanje zajedno napredak, a da je sarađivanje uspeh. Balkanska asocijacija medicinskih sestara će za sve nas biti ta koja će kroz zajedničke aktivnosti naših udruženja napredovati, a siguran sam da uspeh neće izostati. U to ime želim vam ličnu i profesionalnu sreću i veliki pozdrav iz Beograda. Živana Vuković-Kostić, predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i bagica Republike Srpske. U svoje lično ime i u ime udruženja želim koleginicama iz Sjeverne Makedonije čestitati 12. maj, Međunarodni dan medicinskih sestara. Naše medicinske sestre su naša budućnost. Za sve što činite za očuvanje zdravlja svakog čovjeka i cijele društvene zajednice želim vam se zahvaliti. I moram vas podsjetiti da ste vi ono najbolje što svaka država ima. Zato kao članovi Balkanske asocijacije radimo na podizanju ugleda naše profesije i drage moje koleginice iz Sjeverne Makedonije, sretan vam 12. maj, Međunarodni dan medicinskih sestara i vidimo se uskoro na nekom od naših stručnih skupova. Hvala vam, veliki pozdrav iz nauke, šalju vam Živana sa članovima udruženja. Ja sam Radenka Čiraković, predsjednica Udruženja zdravstvenih radnika Loznica. Danas, na 12. maj, želim da pozdravim u svoje lično ime, u ime svojih kolega, odnosno članova Udruženja zdravstvenih radnika Loznice, Ljubovije Malog Zvornika, Kruplja, da poželim kolegama u Severnoj Makedoniji srećan 12. maj, Međunarodni praznik medicinskih sestara, da njihovoj predsjednici Goci poželim da nas sve najbolje sa svojim kolegama. Da vam kažem da je profesija medicinske sestre jedna od najhumanijih profesija i Balkanska asocijacija će se boriti da očuva ugled naše profesije i da vrati ono što je malo narušeno u zadnjih nekoliko godina. To je cilj Balkanske asocijacije, da učini sve za dobrobit sestara i da mi zaista budemo ono što i treba da budemo budućnost, snaga i znanje u zdravstvu. Poštovani kolegice i kolege, Sjeverne Makedonije, Udruženje medicinskih sestara, tehničara, akušerki i stomatoloških sestri, udruženje za nas, na čelu sa predsjednicom Gordanom Pešljovskom. Sve vas srdačno pozdravljam u svoje ime kao predsjednik udruženja Mevludin Babajić i članova udruženja anestetičara, medicinskih sestara, tehničara, intenzivne terapije, reanimacije, urgentne medicine i transfuzije PULS Bosni i Hercegovini. Meni je pripala posebna čast i zadovoljstvo da iskoristim ovu priliku i da vam uputim čestitku u svoje ime, u ime članova PULS BiH. Svim medicinskim sestrama Sjeverne Makedonije, udruženju za nas, sretan Međunarodni dan sestrinstva, dan medicinskih sestara i tehničara. Također nam želim da jačamo sestrinstvo, da gajimo dobre odnose između naših srodnih udruženja i da se uskoro vidimo na jednom od naših kongresa u Bihaću i Strumi. Hvala vam, živjeli. Poštovane koleginice i kolege, obraćam vam se ispred Udruženja zdravstvenih radnika i saradnika Republike Srbije ASKOLAP, udruženja koje ujedinjuje stvaraoce budućnosti naše profesije, prepoznate, uvažene i poštovane, posvećene i odgovorne u ovoj humanoj misiji našeg poziva. Samo zajedno kao Balkanska asocijacija možemo da odgovorimo lakše svim izazovima, a doprinesemo razvoju i prosperitetu, ispunjavajući važnu misiju, unapređenje naše profesije
jer mi, medicinske sestre, smo bitna karika razvijenog i savremenog društva. Svim sestrama Balkana i sveta čestitam 12. maj, Međunarodni dan medicinskih sestara, a svojim dragim kolegama i koleginicama iz Severne Makedonije šaljem najiskrenije čestitke i pozdrave iz Beograda. Тоа беа видеопораките на представниците на Балканската асоциација на медицински сестри и медицински техничари. Професијата на медицинска сестра, ке каже во една прилика сестра Гордана, и професијата медицински техничар не е само професија. Таа представува живот или начин на живот. Професија низ чија што призма и со чија што мерка ги одмерувате изборовите и делата. Зошто оваа професија не познава, како што рече и таа, ниту религии, ниту нации, раси и предрасуди. Најмоќниот лек во рацете на медицинските сестри и техничари токму нивниот допир и збор на охрабрување, збор кој што ја враќа вербата за човечноста и човештвото. Нашите следни гости се тројца сами за себе и повторно прекрасно сплотени гласови во едно цело. Дами и господа, поздравете ги. Ајде да ве видиме, господа. Трио джентлмен, дали се тука? Така е, повелете. Трио джентлмен и безсмртната молитва. Дай ми, Боже, сила небесна, да се кренам, да се извишам, како звезда јас да огреам, химна да му запеам. Дай ми, Боже, сила небесна, да се кренам, да се извишам, како звезда јас да огреам, химна да му запеам. Нека расне, о Боже, родот убав мој, златен дожд од мудрост долго нека пие, нека биде, о Боже, вечен родот мој, нека е што не сменije.
Ви благодариме многу. Ова е трио джентлмен. И нека оваа молитва биде молитва за подобро здравје за сетиот наш македонски народ. Да сте живи и здрави и честитки на сите кои што добија благодарници. Благодариме. Джентлмени, и како име, и како вистинска израз и почит. Дозволите ми сега, затоа ги оставивме микрофоните овде на сцената, со создавањето на Сдруженијето за нас на иницијатива на сестра Гордана Бешлиовска, набрзо беше оформена и унијата на здруженија која што ја спои целата сестринска фела во нашата земја. Ќе ги поканам сега овде на сцената за кратко обраќање координаторите на унијата и председателите на здруженијата. Сдружение на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас. Председател сестра Гордана Бешлиовска. Сдружение на медицински сестри, техничари и акушерки Славјанка Влахчева. Председател Ирена Нечовска. Сдружение на медицински сестри, техничари, акушерки и лаборанти Флоренс Найтингейл од Тетово. Председател Наџие Фетаи. Сдружение на медицински сестри, техничари, акушерки и лаборанти од Гостивар. Председател Джеват Салија. Сдружение на медицински сестри, техничари и акушерки од Гостивар. Председател Ивица Билбиловски. И Сојуз на медицинските техничари и лаборанти од Тетово, председател Тони Јакимовски. Добар ден, почитувани присутни. Во име моје и во име на членовите на Сдруженијето на медицински сестри Албанки од Гостивар, ви пожелувам се најубаво во денот на сестринството. Пред се специјален поздрав до представниците на синдикативе, кои што лично сега со еден голем аплауз им бараме од нивна страна да ни покажат плативе и на нас, не само на докторите. Затоа што здравството се состои од екипа, не од личности. Ви благодарам многу. Të nderuar të pranishëm, ju përshëndes në emrin tim personal dhe në emër të gjithë antarësisë motrave medicinale shqiptare nga Gostivari, ju uroj ditën e shëndetësisë, posaçërisht i përshëndes të nderuarit nga sindikatat, nga të cilat kërkojmë përkrahjen e tyre, nga se ata janë bashkëpunëtorët tonë dhe kërkojmë që të rretat tona të jenë të barabarta. Kërkojmë ndihmën e tyre në duar tërhiqje, u lutem. Urime festa e 11 majit. Faleminderit. Добар ден, ве поздравувам сите колешки и колеги, ви го честитам денот 12 мај, денот на сестринството. Во име на Друштвото на стоматолошките сестри ве поздравувам сите и мислам дека заедно сплотени ќе направиме повеќе во иднина и ќе бидеме сигурно победни. Фала. Добро. Добар ден на сите. Во име на Сдруженијето на членовите од Сдруженијето Славјанка Влахчева, сакам да го честитам денот на сестрите денес и со една порака дека не треба никогаш да заборавиме зошто сме одбрале оваа професија, бидејќи ние имаме привилегијата да бидеме први кога се раѓа животот и последни покрај оние кои заминуваат.
Пациентите може би нема да ги запомнат нашите имиња, меѓутоа ќе не паметат по делата кои ги правиме за нив. Ви благодарам. Сестра Гордана секогаш сака и практичност, ама и да одаде признание на оние луѓе, медицински сестри и техничари поради кои што сме тука, нели? И време е да ви го најавам свеченото доделување на признанијата за најуспешни хумани сестри. Ова е делот каде што сестра Гордана Бешлиовска и членовите на извршниот одбор на Унијата ќе ги покануваме еден по еден имињата што ќе ги прочитаме, нивните имиња ќе бидат испишени на видеобимот. И ова е само уште еден доказ на оддавање почит за се она што вие го правите. Започнуваме. Томовска Златка, општа болница со проширена дејност од Кочани. Ова се ваши колеги и колешки, кои токму вие ги номиниравте и им одавате почест. Лимановска Оливера, јавна здравствена установа, Здравствен дом Скопје. Признанието се оддава за пожртвуваност, за вонредни активности, за работен стаж, за несебичен влог и за се она што значи да се биде дел од најхуманата професија. Сали Беса, јавна здравствена установа, Здравствен дом Скопје, патронажа Карпош, Скопје. Блажевска Лилјана, доктор Маер, Скопје, приватна здравствена установа. Мојот матичен доктор е, извинете на пристрасноста, ама ете, сестрата била најхумана. Несими Нуран, јавна здравствена установа, клиничка болница од Тетово. Признанијата од колешките дадени се најубавите признанија што постојат. Димовски Свете, јавна здравствена установа, Универзитетска клиника за физикална терапија Скопје. Главната сестра за колегата Свете рече дека не сте виделе ваков колега. Аплауз! Мерлинда Даути, општа болница Кичево. Владимир Блажевски, јавна здравствена установа, 8 септември Скопје, градска општа болница. Значи, морам да потенцирам дека Владимир беше на право место во право време и на колега во градската општа болница 8 септември му укажа прва помош и на наше задоволство. Фала му на Бога, човекот е жив и здрав. Фала многу, Владимир, што се најде во право време и на право место. Нериман Дураку, јавна здравствена установа, специализирана болница, 13 ноември Скопје. Весна Крстевска, јавна здравствена установа, специализирана болница, 13 ноември Скопје.
Маја Алексова, јавна здравствена установа, Здравствен дом Гоце Делчев од Делчево. Медицинските сестри кои што нема да бидат тука. И посакуваме побрзо оздравување на колешката. Ќе биде испратена во Делчево признаницата. Марјана Дургановска, јавна здравствена установа, психијатриска болница од Демир Хисар. Ивановска Ленка, итна медицинска помош Прилеп од Прилеп. Даниела Дуковска, Институт за јавно здравје на Република Македонија, Скопје. Жаклина Мидоска, Општа болница со проширена дејност од Прилеп. Мојсоска Гордана, Општа болница со проширена дејност од Прилеп. Ѓорѓевска Милена, јавна здравствена установа, Здравствен дом Скопје, стоматологија Скопје. Анастасова Светлана, јавна здравствена установа, Здравствен дом Скопје, стоматологија Скопје. Марија Пејчиновска, јавна здравствена установа, Здравствен дом Струга од Струга. Габриела Тодорова, јавна здравствена установа, Општа болница од Велес. Билјана Поповска Марковска, приватна здравствена установа, специјализирана болница Плодност од Битола. Елвира Мелич Дрндар, приватна здравствена установа, Панацеа. Елизабета Настеска, приватна здравствена установа, доктор Гордана Јаневска од Прилеп. Благодарам многу, навистина огромна е честа да се добие едно вакво признание. Некој открил дека природниот бисер трае 150 години, меѓутоа охридскиот трае вечно. А јас велам, сестра Гоца, луѓето како тебе се ретки бисери во морето на животот, а оние што знаат да ги ценат таквите бисери, имаат привилегија да ги носат за секогаш во срцето или да ги носат да бидат присутни секојдневно покрај себе. Во мое лично име, во името на магистер господин Михајло Филев,
кој што е конзул на Република Србија со седиште во Охрид. Ви го подаруваме овај охридски бисер. А на честитките по повод Интернационалната недела на медицинските сестри се приклучува нашиот ценет и почитуван градоначалник на општина Прилеп, доктор Борче Јовчевски, бидејќи знае дека придонесот на медицинските сестри е од непроценливо значај. Многу благодарам за вниманието, овие се признанија за сите нас. Ви благодарам уште еднаш. Продолжуваме понатаму. Признание за успешност во хуманоста, во вложувањето и така натаму. Атидже Билиќ, јавна здравствена установа Здравствен дом Радовиш од Радовиш. Лидија Мишевска, јавна здравствена установа Здравствен дом Куманово од Куманово. Ставревска Донка, јавна здравствена установа Здравствен дом Неготино. Аплауз за сестра Донка и честитки, бидејќи брзо сестра Донка ќе ни оди во пензија, меѓутоа едукатор на многу бројни медицински сестри, голем поддржувач на Унијата, на Сдруженијето, искрено и благодарам. И посакувам да се множат годините, во годините, добрините и убавините. Еднаш медицинска сестра, секогаш медицинска сестра. Ги поздравувам пензионерките медицински сестри кои што се овде со нас денеска во салата сите. Ова е ваш ден. Се снајдов. Джихад Сулейман, постар водник прва класа, воен медицински центар. Нашите колеги од воено-медицинскиот центар беа континуирано во ковид центрите со нашите сестри, а и секаде каде што беше потребно на полијата, каде што е војниот санитет присутен. Джихад беше конкретно многу голема поддршка на нашите колеги во ковид центрите. Катерина Здравковска, постар водник прва класа, воен медицински центар. Весна Лазова, постар водник прва класа, воен медицински центар. Донка Павловска, јавна здравствена установа Општа болница, ургентен центар од Гостивар. Валентина Мицева, јавна здравствена установа Институт за белодробни заболувања кај децата од после. Скопје. Снежана Јовановска,
приватна здравствена установа Аџиваден Систина Скопје. Снежана Ујевиќ, приватна здравствена установа Систина Офталмологија Скопје. Роса Спироска, јавна здравствена установа Поликлиника Железара Скопје. Блага Василева, Општа болница Струмица од Струмица. Сонја Зимбакова, Општа болница Струмица. Роза Георгиева, Општа болница Струмица. Фатиме Летми, Општа болница Дебар. Незмие Лека, јавна здравствена установа Здравствен дом Тетово, Тетово. Сега јас ќе ја најавам оваа сестра, бидејќи јас од неа учев, кога почнав прв пат во болницата и во првите мои чекори кога станав одговорна сестра, бев кај нејзе на почетнички часови. Сестра Лилјана Шаревска, градска општа болница 8 септември. Гордана Илиевска, приватна здравствена установа Аџиваден Систина. Сузана Здравеска, болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања од Охрид. Сузана Даутова, специјална болница за гинекологија и акушерство Чаир, Мајка Тереза од Скопје. Мимоза Вејановска, јавна здравствена установа Стоматолошка клиника Скопје. Сега одиме со Лидија Шапаловска. Значи, Лидија Шапаловска, приватна здравствена установа, доктор Зоран Максимовиќ од Кочани. Постакуваме побрзо оздравување на колешката. Понатака.
Нурџан Фазли, Општа болница Дебар. Општа болница Гостивар. Гостивар уште една Гостивар, општа болница. Општа болница Гостивар уште еднаш заради мојата грешка. Нурџан Фазли, секоја чест. Даниела Станковска Ангелеска, Општа болница Кичево. Главната сестра на Општата болница Кичево. Честитки. И едно групно признание. Признанието оваа година врз основа на сите податоци кои што дојдоа од здравствените институции и на признанијата од медицинските сестри, Унијата и Сдруженијето оваа година одлучи да даде тимско признание на тимот на инструментарките од Градската општа болница 8 септември, кои што оваа година имаат најголем број на операции за време и на ковид, и со ковид пациентите и со другите пациенти. Ги поканувам инструментарките од Градска општа болница септември да ја наполнат сцената и кој од нив ќе го прими признанието. Честитки искрено на ова признание и од сега по традиција секоја година ќе имаме вакви признанија за тимовите во болниците. Ве молам само за уште мало внимание, бидејќи ни останува уште еден дел, имаме ние кај сестрите и многу други хобија со кои што они се занимаваат. И ќе ја имаме сега на сцена сестра Снеже Беговска, која што имаше промоција на незината нова книга. Ќе сподели дел од книгите со хуманите сестри, а во холот ќе подпише со посвета и за сите вас кои што ќе сакате да го имате незиното издание. Сакам да ви се обрати со една реченица и да ја дадеме чест и да ја се заблагодариме што ќе ја сподели книгата со медицинските сестри. Повели сестра Снеже. Денес, на овој убав ден, денот на медицинските сестри, после завршувањето на настанов, ќе подпишам во холот мојата книга Непредвидивиот противник. Ова е едно дело во кое се напишани случаи и настани од ковид пандемијата. Вирусот, тоа страшило, кое рамо до рамо се бореше упорно со нас, не ни беше достоен. Не ни беше достоен бидејќи не знаеше дека ние, медицинските сестри, сме силни, храбри и истрајни. Не знаеше дека не се откажуваме лесно. Не знаеше дека имаме срце големо колку една галаксија. Не знаеше дека сме силни како лавици. Не знаеше дека ние, медицинските сестри, ја имаме најубавата насмевка на целиот свет. Иако ни беше покриена со маски, го рушевме секое зло што тој ни го нанесуваше. И небитно како изгледавме однадвор, внатре во нас имаше рај, имаше надеж, имаше живот и затоа не успеа да не победи. Ова дело го напишав јас, меѓутоа ви припаѓа на сите вас, колеги и колешки. Сега, бидејќи јас од сестрите од ПЗО Прилеп примив подарок и си дадов за право, вака на крај па јас некако посебно да ги испочитувам овие две наши активистки сестри од Прилеп, патем ја видовме сестра Бети, а сега ја поканувам сестра Христина Гулевска од приватната здравствена амбуланта Десовски Прилеп, на која што сакам исто така да ја го врачам ово признание врз основа на сите оние критериуми кои што Унијата и Сдруженијето ги донесе како такви за незиниот посебен допринос во сестринската професија како една од хуманите сестри.
И сега само на крај, доколку дозволувате, јас ги спомнав пријателите, да, меѓутоа, ајде да видиме дали од нашите пријатели кои ја овозможија и оваа свечена академија се тука, па да повелат на сцената за да си ја земат благодарницата. Огромна благодарност за поддршката, за активностите и поддршката при реализација, реков на денештава свечена академија, меѓутоа и на сите активности на Унијата до сега. За Винер Виена Insurance Group АД Скопје, Auto Македонија групација, Септима Доел Скопје, DND Commerce, Ладна Магрони до Доел Скопје, Стоби Винарија, Аджи Бадем Систина, Црвен крст Скопје, Општинска организација Кисела вода, Приватно средно училиште Свети Лука и нашите уметници се разбира, Серафина Фантаузо, Ристо Самарджиев, Елена Андоновска и Трио Джентлмен, а тука и нашиот Светин. Еден огромен аплауз за него и неговата неуморност и љубов дарувана преку неговите дела. И додека трае превземањето на благодарниците, јас, почитувани во свое лично име и во име на сите членови од Унијата, ви благодарам на сите што денес дојдовте заеднички да ја прославиме Меѓународната недела на сестринството под интернационалното мото "Нашите сестри, наша иднина". Да се надеваме дека подобри времиња за сестринската професија ќе дојдат многу наскоро. Единственоста и сплотеноста која ја имате и во вакви времиња се за секоја почит и уште еднаш, по кој знае кој пат, укажуваат на тоа дека станува збор за навистина најхуманата професија. Сосема за крај, во чест на слоганот на Сдруженијето "Ние не сме ангели, но сме сигурно втората најубава работа по ангелите". Во одјава ќе ја слушнеме преработката "Ангел си ти" на нашиот уметник и воедно еден од вас, како медицински техничар, Даниел Дан, кому што јас лично посебно му се заблагодарувам на професионализмот и соработката при организацијата на денешната свечена академија. Во фоајето ќе имаме мал коктел и дружење, меѓутоа Цветин за крај. Повелете, Цветин. Драги сестри и драги браќа, драги пријатели, јас имам голема чест пред 39 години од Скопјанката мајка Тереза да добијам писмо за подарената моја слика на мајка Тереза. Во писмото мајка Тереза ми пишува вака: "Драги Живко, ти благодарам за љубезното писмо и прекрасната слика. Има наши сестри во Скопје и ако појдеш кај нив, тие ќе ти кажат како да се вклучиш во нашата мисија на љубовта. Бедните се секаде околу нас, осамените, несаканите, болните. Биди љубезен и прави им добрина на оние блиску до тебе и чуваја радоста на сакањето на Исуса во своето срце, бидејќи тој е верен. Господ нека те благослови, мајка Тереза, 21 март 84 година." Драги сестри, вие сте сите сестри како мајка Тереза. А на Друженијето за нас ја подарувам оваа цветна патека на мирот и овај плакат. Чува до себе, ангел си ти, кој само за мене може да се приведе. Ангел си ти, кој спеам за тебе, ангел си ти, чува до себе.